Црногорското национално координативно тело за заразни болести повторно прогласи епидемија на коронавирусот на територијата на цела Црна Гора. На предлог на Институтот за јавно здравје на Црна Гора соопшти владата на оваа држава. Во согласност со тоа, од денеска се воведуваат некои нови превремени мерки, вклучително и задолжителното носење маски на отворен и затворен простор на целата територија на Црна Гора, а обврската важи и за децата постари од 7 години. Маските не се задолжителни на плажите и во националните паркови, под услов да се одржува физичко растојание и претходно пропишани мерки. Откако заштитната маска стана задолжителна на речиси сите затворени јавни места, цената на овие маски за буџетот на едно просечно француско семејство представуваат сериозен трошок. Овој трошок државата ќе го преземи, изјави министерот за здравство на Франција. Одговарајќи на пратеничкото прашање во Националното собрание, министерот за здравство Оливие Веран најави дека државата ќе подели 5 милиони бесплатни маски наменети за најпогодените, односно сиромашните семејства, оние кои што користат бесплатна здравствена заштита. Со пристапот кон пандемијата на коронавирусот, американскиот претседател Доналд Трамп спаси животи на 3 до 4 милиони луѓе, соопшти Белата куќа во време кога бројот на заразени во САД продолжува нагло да расте, јави ДП. Поред паролката на Белата куќа, Кели Мекелјани ги бранеше одлуките од претходно оваа година да се затвори економијата за борба против коронавирусот. Тоа беше вистинската одлука. Председателот спаси 3 до 4 милиони животи, рече таа на брифингот без да цитира извор. Според неа важно е да се забележи и другата страна на здравствениот период, за тоа што предизвикува карантин кај американците.